16 здруженија од Македонија и пензионери од Перник, Република Бугарија или над 500 пензионери денеска Свети Трифун го славеа во Кавадарци во рамки на манифестацијата организирана од Здруженијето на пензионери Кавадарци. Станува збор за традиционална манифестација за која од година во година интересот е се поголем, а чинот на закројување се поинтересен за припадниците на третата доба. Првата лоза, поставена импровизирано, ја закроја председателот на Здруженијето Ристо Анџушев и председателот на Комисијата за спорт и културни манифестации Трајко Тасев. Ние пензионерите сме луѓе кои за среќа се уште имаат желба и им помагаат на семејствата. Лозата е наша секојдневие, оваа манифестација традиција која се негува со години, рече председателот на Здруженијето домакин Ристо Анџушев. Па ние секоја година, како ректе, го славиме Свети Трифун. Ние имаме гости од 16 здруженија од Македонија и нема година да не е салата преполна, немаме доволно место да ги приемеме сите заинтересирани што ќе бидат тука. Ова прослава е во програмата наша за оваа година. Тоа е во програмата на активот на жените на пензионерско Кавадарци и они се носители на оваа програма и редовно ја одржуваме оваа средба. Има голем интерес од нашите пријатели. Покрај другите здруженија, тука имаме здружение сбратимено кој што ги имаме од Перник, Бугарија и нашето друго здружение со кое сме сбратимени од Кочани, Македонија. Но оваа средба требаше да бидат и нашите побратими од Србија, од Лесковац, меѓутоа они го славеле денот Валентајн и имале претходно закажено. Инако се извинува што не може да бидат присутни и они денес. Уште повише да го зголемиме славијата. Ние пензионерите се уште сме активни и помагаме на фамилиите колку што можеме, а вие знаете дека грозјето е Кавадарци една од главните култури кои што се занимаваат нашите граѓани. Секој е наш интерес да има добар род и добар принос и да граѓаните бидат задоволни од бербата, а рачунам ова година валја ќе му исплатат на луѓето, нема да се деси као до сега да чекаат по година-две. Има голем интерес. Ние оваа година рачунавме тука во Анкрото новата сала која што е од 600 и кусур седишта, да ангажирахме таа, меѓутоа времето е овака, не е баш топло, за може во таа сала нема грејење, инаку 600-650 и ако објавиме слободно, може ќе има и до 1000 гости. Така да огромен интерес има кај нашите пензионери од цела Македонија да гостуват во Кавадарци на оваа прослава. Имаме други здруженија кои се јави, ама ради просторни можности не може да ги приеме сите. Со многу дружба, оро и песна продолжи прославата на Свети Трифун со пензионерите во Кавадарци. Се пееше за тиквешкото вино, за љубовта, за младите години и за спомените, а на посебен штанд беа изложени и низа производи од грозје, кои по доста ниски цени можеа да ги купат пензионерите гости во градот на виното.